Позитивни придобивки од функционирањето на иницијативата Отворен Балкан, вака министерот за земјоделство Љупчо Николовски ги оцени движењата на македонските земјоделски производи согласно иницијативата Отворен Балкан на Агросаемот 2022 што се одржува во Белград, Србија. Првин видов како македонскиот ајвар од Гевгелија до Белград стига за само неколку часа, без царински процедури, без чекање, без дополнителни трошоци, со признавање на сите анализи. Неколку часа се потребни за од Северна Македонија до тука, до секое семејство, до секоја полица се најдат нашите македонски производи, вклучително и производите на сите земји вклучени во оваа одлична иницијатива. И затоа оваа иницијатива треба да се прошири, треба да се работи, има уште многу работа пред нас, меѓутоа денеска ги гледаме резултатите во првите денови од имплементацијата на тоа што е потпишано на хартија. Денеска гледаме дека е олеснување за бизнисот и за граѓаните. Николовски потенцираше дека Македонија е земјоделска земја со над 20% од БДП кој отпаѓа на земјоделството и најголем дел од луѓето се ангажирани токму во земјоделството. Затоа и со ваквите сајми и со Open Balkan ќе имаме прилика да заедно со земјите од регионот, со Република Србија, со Албанија, со Република Српска, со сите останати навистина со отворени граници ги размениме сите искуства, целиот ноу-хау, сите знаења, сите практики и навистина да имаме поинтензивна и зголемена економско-трговска соработка во регионот, и тоа е целта токму и на ваквите настани и манифестации. На сајмот Агро Белград 2022 има македонски штанд на кој учествуваат 9 домашни компании. Нивното учество е финансиски поддржано од Министерството за земјоделство.